Поплавите во Облешево ја донесоа државната секретарка Лепиткова, откако интензивните врнежи и излевањето на речните корита поплавија 50 на хектари под ориз. За да се спречат нови поплави, следи интензивно чистење на речните корита на Брегалница и Злетовска река. И во оваа недела дотур на нафта ќе имаме од стокови резерви дополнително, за да може работата додека траат временските услови да се интензивира. Јас ќе побарам од градоначалникот да не работат по работни часови дневно, туку да го искористат секој ден за да се заврши што повеќе од работата, да се напредне, во смисол да не, ако не има дождови за викендот, со тоа да може да се справиме. Во меѓувреме, со скрстени раце не седеле ниту во општина Чешиново Облешево. Во првата транша што добивме со нафта ги заштитивме населените места Ларци и Жиганци. Со тоа што не дозволивме овој пат да имаме поплава во населено место и што ни представува огромна гордост и ослободување со штетите што ќе ги имаме за тоа нешто. За 2 години ова се втори поплави во регионот, поради што државата ќе отпочне со уредување на сливот на Брегалница. Ќе бидат идентирани сетот на мерки за заштита од штетно дејство на водите, така да верувам дека и оперативни, како и структурни мерки ќе бидат анализирани, ќе бидат склопени, дополнително ќе се имплементира тој план веќе од 2016, верувам дека и во нашите програми на Министерството ќе бидат вградени дел од овие мерки, што ќе обезбедат дополнителни средства за справување во вакви ситуации. Инаку, состојбата со високото ниво на реките постепено се нормализира, но нова критична точка сега е Кочани, зашто браната Градче е полна до максимум по топењето на снегот од осоговијата.